Кочанскиот монструм кој пред 2 години ги злоставуваше и малтретираше кучињата во Кочани ги повторува делата. Реагираат активисти за заштита на животните. Тие бараат од надлежните да преземат соодветни мерки. Активистот Златко Костов пред само неколку дена успел од рацете на монструмот да спаси куче, кој околу вратот било измотано со жица. Повторува ги делата со кучињата, врзува ги, малтретира ги, тепа ги и кој знае што уште не и прави дека ги воде по тие темни подруми таму во зградите и на некои други локации. Имаме го пријавувано во полиција, до сега не е ништо преземено. Јас на 2-3 пати му имам одземено, ослободено куче врзано со некои таму жици таму за врато. И така, значи таа работа се повторува и никој не презема ништо. Од претходниот случај пред 2 години кога беше за него и по телевизија и кој имаше повести, не се направи ништо за тај случај. На мета не се само кучињата скитници. Жители на Кочани се жалат дека од дворовите им исчезнуваат и нивните домашни миленици. Тврдат активистите кои бараат почитување на законските одредби. Прашувам дали некој го почитува законот за заштита на правата на животните во оваа држава и дали ќе преземе мерки. И се прашувам дали што се подхранува еден психопат да работи што сака, дали тоа утре нема да го направи на некое дете. Кочанскиот монструм на јавноста стана познат во 2014 година, кога во напуштен објект под дојава на активисти беше откриено место каде што ги измачувал животните. Покри изгладните дихидрирани кучиња држани на ланец, во објектот беа пронајдени и остатоци од тела на мртви кучиња, распаднати лешеви и расфрлани екстремитети.